Повторно во живот студиото на МТМ телевизија и веќе е време да ви го представам мојот прв денешен гостин и соговорник. На моје огромно задоволство денеска со нас во студиото е магистар Константин Кајшаров, магистар по кинезитерапија и магистрант на постдипломски студии по клиничка психологија. Она што јас би сакала да го нагласам во самиот вовед на денешниот разговор, тој за себе вели дека Господ делува низ него, а тој ќе му служи се додека е жив. Добар ден и добро дојде во студиото. Добар ден и добро ве најдов и поздрав до сите кои што не гледаат. Секако дека голем број од нашите гледачи ќе бидат задоволни, претпоставувам, од изборот на мојот гостин токму во следните 15 минути. Се надевам. Имаме многу за што да зборуваме и затоа предлагам да не губиме време и веднаш да почнеме со разговорот. Она што јас го издвоив за самиот почеток, начин на кој што би го започнале разговорот е твоето делување. И со цел да ги разбудиш луѓето, јас би те запрашала на кој начин е ова будење, дали е ова символично или буквално будење? Па би рекол будење на повеќе нивоа, значи и во духовен аспект, и во физички, и во емотивен. Меѓутоа пред се убаво споменавте дека интересно е да се действува. Кога вака ве слушам и кога зборувате за мене, интересно е бидејќи навистина нестандардно се движам во дејноста која што ја работам. Би сакал да напоменам дека тоа будење го сметам за револуционерно движење во однос на тоа луѓето да се разбудат од старите модели на размислување, од предрасудите, од болежливоста, од инертноста, да излезат од оној шаблон и да погледнат малку поинаку кон животот и кон се што ги обкружува. И тоа го правам на христијански начин, динамично, со молитви, со музика, со различни пишани дела и действувам во основата на ми е медицинска база, значи како кинезитерапија и кинезиологија, а веќе бидејќи е предмет на моето секојдневно работење, се занимавам и со завршетоците на клиничка психологија, магистратурата, која што во секој момент треба да ја завршам, за да продолжам и понатаму. Сакам да се развивам, но целта на моето действување не е луѓето да бидат ослободени само од предрасудите и од оние закоравени мисли, туку целта е навистина да започнат да живеат слободно. Слободата според мене е нешто кое што луѓето во ова време, во оваа доба не ја познаваат, заради тоа што повеќето се должници. Некои се на кредитни картички, некои се на своите родители, бидејќи ги изгледале па треба да им вратат со посветеност. Други се должници и некако врзани за менталната свест на земјава. Други се врзани со амбициите во врска со тоа да постигнат нешто. Трети се врзани да направат нешто повеќе, да стекнат кола, куќа и така натаму. Меѓутоа, не дека тоа не е значено, но сметам дека тоа треба да биде на едно многу по-долно ниво, на трето-четврто место, бидејќи приоритетот е сепак слободата. Слободата ја дава Бог. И ние никој не размислуваме за животот после смртта, никој не размислува за тоа дека може да живееме многу поинаку и дека во другиот свет, кога ќе заминеме од овој, можеме да бидеме спасени, да живееме во вечен живот. Ако луѓето тоа го осознаваат и ако живеат со таа полнота, со таа вера, мислам дека нема да постојат жртви ниту на болести, ниту на депресија, ниту на панични напади, ниту на банкроти и така натаму. Затоа што, како и да е, дали имаме 100.000 евра или 10 евра, ние сме истите. Дали имаме многу или малку, воопшто не е важно. Важно е дали ние знаеме да го цениме животот, дали сме благодарни на Господ за оно што ни го дава и покрај тоа што можеби во моментот не е во целосна полнота. Така да се трудам овие нешто да ги разработувам во комуникацијата со луѓето, со пациентите со кои што работам, и без разлика дали се работи за физички или психички проблеми или емотивна дисфункционалност и нестабилност, доаѓаме до заклучокот дека луѓето страдаат бидејќи не ја познаваат Божјата љубов. Мојата задача е да ги разбудам и да им кажам дека Бог е жив и дека Божјата љубов е тука насекаде околу нас, но треба да го отвориме нашето срце.
Успевате ли во она што јас би го нарекла ваша мисија во овој свет во кој што сме обкружени, како што самиот кажавте, со долгови, во свет на омраза, во свет на себичност и алчност, успевате ли да ги срушите тие бариери? Па успевам, бидејќи во Библијата има еден стих кој што многу го ценам и многу ми е длабоко во срцето, ќе го споделам со вас. Вели, се можам преку Христос кој ми дава сила. И буквално така и се чувствувам. Не дека јас тоа го правам, тоа Бог го прави преку мене, но кога зборувам јас не се плашам да ја кажам вистината, може би луѓето тоа ги допира. Некои реагираат негативно, некои реагираат позитивно, но сите доаѓаат или се заминуваат разголени, во смисла ја слушнале веста која што треба да ја слушнат и повеќето луѓе кои што се обраќаат, гледам дека има ефект позитивен, во смисла веќе се движат во молитвен живот, користат молитва, се враќаат во црквата, се обидуваат да постат, да се духовни, да се смирени, бидејќи колку и да се грижиме, ние не можеме да промениме ништо реално, но Бог, кога е на наша страна, тогаш чуда се случуваат и навистина може да се променат нештата. Јас не сум теолог и свештеник, меѓутоа пред скоро време станав свештенослужител и на луѓето им му кажувам на тоа дека Господ Исус Христос не значи заштитно лице на некоја црква или на некоја компанија или на Цептар или на не знам некои други, така да без разлика дали одат или не одат, затоа што има луѓе што одат во црква па се лицемерни, па колнат, па крадат и вршат криминал, без разлика на тоа дали одат или не одат, многу е важно да го живеат животот со вера во Бог, меѓутоа верата во срцето, да е чиста, не подкована на ритуалноста и на религиозноста, затоа што за религиозно однесување кај нас многу се однесуваат религиозно, а колку мина од нив вистински веруваат, тоа е суштинско прашање. Зошто ова го поставам како прашање? Заради тоа што ако имаше доволно цврста вера дека сме христијани, дека го познаваме Христос, тогаш немаше да има поделби на партии, немаше да има борба на суетите, немаше толку да има раздвојување на луѓето и да се кодошат, да се мразат комшиите и слично. Тоа укажува дека колку и да во црква, сепак не ја познаваат Божјата вистина. Тоа е предмет на нашата работа. Така, би сакала да ве запрашам, вие им помагате на многумина кои што се обраќаат до вас и кои што предмалку ги нарекавте нели ваши пациенти, го правите тоа по пат на духовното или со стекнатите знаења како на магистар по кинезитерапија? Јас титулата не ја потенцирам, единствено кога се соочувам со луѓе што се скептични, им кажувам дека да, јас сум специјалист во таа насока, еве сега и друго образование, меѓутоа реално она кое што го работам во секојдневието, да, искуството го прави своето, но првично е она што доаѓа од Бог. Така да би рекол духовно дека действувам кон луѓето, без разлика на услугите кои што се со масажи, со физикални терапии и слично, мислам дека тоа е клучно. Кога душата на човекот ќе биде зацелена, тогаш тоа се рефлектира и на физички план, и на ментално ниво, и луѓето си одат во една супер блажина, во една хармонија која што им овозможува и функционалност, и мир во домот, и работоспособност, и можност да ги препознаат вистинските предизвици во животот за да најдат своја професија и да се реализираат. Тука би ја споменала јас терапијата со молитва, светиот шепот. Би сакала да ни објасните што значи тоа? Па тоа е светиот шепот, тоа е еден чин, еден миг кога вашата душа зборува со Бог. Тоа е молитва која што е многу лична, која што не иде научена на памет од молитвеник, туку доаѓа од срцето и директно се обраќате на Бог како најдобар пријател. И кога го имате тој однос, тоа е свет момент. Тоа е шепот на душата и точно заради тоа го нарекуваме свет шепот. Ги потикнуваме луѓето на таков тип на живот, на молитвен живот, но и како практично да ја спроведуваат молитвата. Во смисла, кога вас ве боли нешто, наместо да пиете аналгин или некој друг препарат, да можете на вистински начин да се помолите и местото или било кој проблем да може да се хармонизира, односно да се исцели. Тоа ги потикнуваме луѓето да го имаат како кон себе, така и кон своите блиски.
кон децата, кон родителите, партнерите, пријателите, значи како можност преку молитва да се случува исцелување по Божји пат. Зошто? Заради тоа што тоа Господ ни го дал, да се молиме еден за друг, а во Скопје и воопшто во Македонија и во оваа доба се шират многу учења, дисциплини кои што доаѓаат од источната филозофија, како рейки, прана и така натаму, и од западот, што доаѓаат како секрет, реконекција и слично, кои што носат некои своји доктринални базични информации што ги оптеретуваат луѓето и не му одаваат слава на Бога. Соодветно ги застрануваат луѓето, ги наведуваат дека одат во духовност, но реално во секташтво. И точно заради тоа дискутирам многу отворено и кажувам дека моќта за исцелување не доаѓа од нас, од биоенергии, од космички енергии или кои ли да е техники и енергии, туку доаѓа директно од Господа, од Господ Исус Христос. И начинот на вистинското исцелување е кога ќе се препуштиме на него преку молитва. Така да јас можам да станам, да се помолам за вас на Бог и да ве допрем со раката и да таа молитва продолжува. Па потоа со благослов и веднаш да се почувствувате исцелени, здрави и така натаму. Ова се случува како за главоболки, за воспаление и така натаму, се случува и за многу сериозни заболувања. Многу луѓе кои што доаѓале на овие семинари што ги организирам, започнале по овој духовен начин да функционираат и се сведоци на многу чудеса кои што се случуваат и во семејството и во нивниот круг на пријатели. Инаку светиот шепот, освен што е во оваа насока реализиран, представува мисионерство, односно движење каде што секаде на секому ќе можеме да му кажеме, без да се срамиме, дека Божјата љубов е таа која што е за сите еднаква, дека Господ Исус Христос е жив, дека треба да сме во молитва, дека треба да ги сакаме сите, прошката да ја манифестираме кон луѓето. Едноставно живо христијанство, да се живее тоа христијанство, заради тоа што во ова време гледате самите, дека христијаните се отчајани, се тажни, имаат многу прашања, одговори нема, едноставно не ги наоѓаат на право место и се случува потоа да залутаат во погрешни учења, секти и така натаму. Јас се грижам за луѓето и не сакам да страдаат по тој пат и тоа е мојот повик всушност. Без разлика на медицината и на науката, дарбата што ја имам за да ги сакам луѓето и да му служам на Бог, тоа го манифестирам. Така, многу убаво кажано. Ја имате ли довирбата од граѓаните, од клиентите, од пациентите, од кои што доаѓаат кај вас и на кој начин, каков е пристапот кон нив, на кој начин им пристапувате на сите кои што ви се обраќаат? Знаете како, ова е веќе 7 година како функционирам во Скопје. И тоа е долг временски период. Имав многу различни искуства во текот на својата работа. Функционираме, луѓето знаете, очекуваат кога ќе се каже молитвено лекување и третирање, очекуваат дека тоа е баење, гледање во еднина на карти, на икони и така натаму, кое што е многу погрешно. Начинот на кој што јас работам е интересен, оваков модел на функционирање има во Америка, во Западна Европа и еве кај нас сме ние први, па го рушиме оној тип на стереотипите, нели, на одбивање и слично. Поддршката од граѓаните, од луѓето е огромна, заради тоа што има многу голем број на луѓе кои што многу ја почитуваат оваа моја работа, која што верувам дека е и нивна. Соодветно, многу пишани дела се читат, јас веќе издадов 16 книги по милост Божја и луѓе во гледам дека ги читаат и се шират, поттикот е сепак кон таа духовна свест и вера во Бога. И можам да кажам дека сум многу среќен и задоволен до сега од секој миг, од секој аспект на дејствувањето. Без разлика што имало осцилации во еден или друг наврат, сепак се случуваат многу убави промени. Кога доаѓа човекот кај нас, без разлика, јас го велам пациент, меѓутоа тој е клиент, затоа што некои луѓе доаѓаат и се здрави, доаѓаат за духовен развој. Најпрво што се случува, нашите колеги го превземаат човекот, во смисла имаат личен контакт, се запишуваат основните проблематики кои што ги има личноста со основните проблеми кои што ги има, диагноза, евентуално искуство трауматско и така натаму, и веднаш после тоа се насочува на даден тип на терапија, што би било добро за него, да речеме ако е дискусија, што би се приложило. И сега знаете, луѓето им е многу интересно
одат на апарати, одат на дискусхерниот третман за тоа со масажи, со вежби и после кога ќе го завршат тоа, доаѓаат на молитвена терапија, каде што нели работам со колегиве. И тоа има многу интересна комбинацијата, приметувам, заради тоа што им е необично и потоа еве толку долго време не сме правеле реклама. Рекламата усна е најдобра и се кажува од еден на друг и луѓето доаѓаат. Ние сме тим од скоро 10 души, функционираме професионално на ова ниво како една современа клиника, мала клиника која што е базирана на духовност и на медицината која што е класична. Така, кои се најчистите проблеми со кои што се соочуваат сите кои што доаѓаат кај вас во Цинтар? Периодично е, да речеме, во зимскиот период се појавуваат доста ревматоидни проблеми, да луѓе кои што имаат проблеми со реума и со артрози и со различни други проблеми на костино-мускулниот систем. Во текот на целата година доаѓаат луѓе кои што имаат панични напади, кои што се сочуваат со параноја, со чувство дека нешто лошо ќе се случи во семејството или во однос на нивното здравје. Доаѓаат различни луѓе кои што имаат стрес фактор, кој што се манифестира со тахикардија, со мигрена, несоница, расеаност и така натаму. Доаѓаат и некои кои што имаат автоимуни заболувања, што се сериозни заболувања. Ние не ги отргнуваме од класичната медицина, но сме како дополнување заради тоа што оној сегмент, да речеме некој доктор му кажува сериозна дијагноза на пациентот и пациентот ако ја прифати таа дијагноза трагично, тогаш неговиот живот се руши и тоа се рефлектира на односите во семејството. Се кине секоја надеж за алтернативен тип на исцелување на проблемот кој што го имал. Така да ние таквите проблеми и таквите трауми ги чистиме со молитва, со вербата во Бога и навистина се случува да луѓето кои што биле безнадежни, кои што имале сериозни дијагнози, да се случи тие да се исцелени, да се здрави. И имам сведоштво, значи луѓе кои што јавно би го сведочеле тоа. Имаме и документарни филмови кои што тие сведоштва ги пренесуваат на ТВ екраните. Така да комплексна е работата и повеќе спектарно се действува, бидејќи освен со овој тип на професионално воработење и во приватноста, значи тие можат да бидат поттикнати во приватниот живот со книгите, со музиката која што ја работиме и слично. Така, би ве запрашала и за книгите, за музиката, меѓутоа уште 2-3 прашања повторно се задржиме на проблемите со кои што се соочуваат сите граѓани. Она што е важно и што сигурно би ги интересирало, кога почнува да се забележува првиот впечаток дека нешто оди на подобро? Дали од првиот контакт со вас? Па индивидуално е. Јас не им наметнувам да им кажам сега од овој миг ќе се чувствувате се подобро и подобро, бидејќи тоа е сугестивно. Најчесто функционира тоа некаде во некои центри, сугестивно третирање, некои работи кои што ги нарекувам миже, јас сам да ти бајам, во смисла некои плацебо ефекти кои што не би се задржувал на нив, бидејќи се ниски елементи на манипулација, такви не користиме методики, значи му кажувам само ги соочувам, значи и секој човек што ќе дојде ќе му кажам истото. Кога се оди на заболекар, на стоматолог, вие треба да отворите устата за забот да биде пломбиран. Кога сакате да ви се смени животот, да бидете исцелени, да бидете среќни, да имате брачен статус, да имате работа, кариера, да имате вечен живот, тогаш отворете во срцето кон Бога. Тоа значи покаяние за гревовите, прошка на оние што ве повредиле, да побарате прошка од Господ, да се одречете од своето его и суета и да се покорите на Господ Исус Христос. Тоа е начинот. Кога тоа ќе го направат уште првиот момент на нашата средба, веднаш чудата се случуваат, не постои пречка за тие чуда. Така, која е по-забележана популација кај вас, повозрастните или пак помладите? Во минатото беа повозрастните, но можам да заклучам дека во последниве 2 години доаѓаат од многу мали, многу млади до многу возрастни, бидејќи во четврток, во петок работиме со децата, значи од било која проблематика. Значи доаѓаат деца кои што имаат аутистичен проблем, кои што имаат Даунов синдром, кои што имаат хиперактивност, кои што имаат ноќно мокрење, епинапади, епилепсија, која што нема етиологија утврдено, со тикови кои што имаат значи месечарења.
некои типови на пелтечења, значи дткања, како ги викаат народот. Значи, во таква база доаѓаат луѓе доаѓаат родители кои што ги носат своите деца и кои што со овој тип на третирање се случуваат многу убави ефекти и луѓето, децава си продолжуваат, родителите си се смирени и може да се посветат и на својот нормален тек на живење. Значи, тоа е во однос на децата. Возрастните, значи, има многу млади сега во овој период кои што се соочуваат со фрустрации од финансиски недостаток, од неможност за реализација, кои што, речеме, имаат комплекси на нереализираност, глума дека се добри во светот, во друштвото, а внатре се деструктивни сами по себе. Наркоманија исто, значи, доста присутна, така да зависности различни, значи, и со алкохолот, и со порокот на коцкање, различни се. Не можам да кажам едно или две, не можам да ги категоризирам, бидејќи е повеќе спектарно и доаѓаат на различни дистанци, во смисла за некои е потребно еднаш неделно, за некои е 2 пати неделно, така да тоа се комбинира и се подесува во односот на динамиката на човековата личност. Така се поставуваме да можеме да бидеме подостапни. И уште да ни кажете каде се наоѓате за да можат нели полесно да дојдат до вас сите. Па улицата е Тито Велешка 51. Тито Велешка многу беше интересно бидејќи јас сум од Велес. И кога го најдовме местово нели за овој центар да се отвори Тито Велешка 51, а инаку тоа се наоѓа зад централен регистар во центарот на Скопје. Можат луѓето да проверат во однос на оваа моја работа на веб страната www.konstantin.com.mk и внатре ги има овие детали во однос на работата, во однос на тоа како се разговара, што се работи, што е таа молитвена терапија, кој проблем може да се третира со успех, кој со помалку и така натаму, затоа што зависи од рецептивноста на човекот колку е отворен. Така да има такви детајли кои што можат да бидат разработувани. Да. Така, она што токму сега ќе можат гледачите да го забележат е една од вашите книги кои што вие ги напишавте, имате 16 книги напишано. Интересно е тоа што 3 од вашите книги донесовте кај нас во студиото и оние кои што ќе бидат најбрзи и ќе се јават во режија на 25 21 003 ќе имаат можност една ваква книга да добијат, да ја прочитаат и да се информираат за се што би ги интересирало поврзано со вашата мисија, јас така би го нарекла тоа. Може ли да не кажете зашто станува збор во оваа книга? Па објаснета е визуелната рефлексија и објавувањето, значи како да се изјави молитва во даден проблем, да речеме на страв или паничен напад или ви се лоши во автобусот и се гушите и не знаете што да направите. Значи тука имате водич, оваа книга представува водич како да го трансформирате проблемот на духовен христијански начин. Не религиозен, туку христијански, преку молитва, како тоа да го видите во вашето живење. Така да оваа книгичка е многу мала, меѓутоа е многу конкретна, многу е практична и посебно е препорачувам на оние што се скептични, на оние што се рационални, што бараат докази за духовноста. Мислам дека ова може навистина да ги поттикне во преобразбата, во трансформацијата и навистина да живеат многу поубав живот од овој што го живеат, затоа што човек ако не знае дека постои поубаво, не верува во тоа, но јас тврдам дека постои подобро. Важно е луѓето да не ми веруваат мене, туку да веруваат на Господ и да се препуштат тој да ги движи. А ова што го слушаат денеска и ова што промовирате мојата книга, и тоа не е случајно што допира и до нив во овој миг. Така, интересно е тоа што, како што и самиот кажавте, во оваа книга се наоѓаат многу начини на кои што би поверувале сите на она што нели се зборува, сите би поверувале во тоа дека Господ навистина постои, би се нашле во ситуација во која што би побарале молитва и побарале спас за нашите проблеми. Меѓутоа, освен овие 3 книги кои што ги донесовте со нас, каде би можеле да се најдат вашите книги за сите кои што ќе сакаат да прочитат? Во Матица може да се најдат дел од книгите, а другите книги ги има кај нас во центарот, ги поканувам оние кои што се заинтересирани или пак било да имаат некое прашање, може да дојдат, нашиот тим се отворени за секакви прашања, одговори. Може да им одговорат, може да ги воведат во целата ситуација. Интересно е што многу странци доаѓаат, поминуваат, влегуваат на терапија и препорачуваат, па други доаѓаат од странство и така натаму. Кај нас
има, значи, се свесни и сакаат да доаѓаат, но веројатно понекогаш им треба подсетување дека сум тука во Скопје, бидејќи често патувам, така да еве може да се обратат, тука сме отворени сме за функционирање, ќе има за сите можности време да се поразговара и да се отворат сите состојби во дамарите на нивната душа. Така, и уште едно прашање пред самиот крај. Споминавме и духовната музика со која што се занимавате. Во моментов се снима нешто ново. Ќе ни кажете ли што е тоа? Во моментов се снима еден прекрасен албум со христијански песни, кој што се во современ звук и продукција. Кристијан Габровски ја обработува целата содржина на овие композиции. Ја пеам јас ги изведувам, јас ги интерпретирам заедно со хорот Молебствие. Интересна е комбинацијата на различните гласови, професионални и аматери, кои што имаат многу силна верба во Бога, се молат, тоа се духовни луѓе кои што помагаат на луѓе, на блиски, на далечни, на деца без родители, на напуштени и повредени личности, на стари изнемоштени лица. Тоа се случува преку клубот Луѓе по патот, тоа е здружение на граѓани, кој што е сочинет предимно од луѓе кои што сум действувал, јас ми помагале и тие на мене, и јас на нив, и заеднички сме растале духовно, со молитви кон Бога. Духовна е базата на действувањето, се спроведува мисијата на Светиот Шепот, а овој проект кој што го имаме со хорот што е дел од овој клуб, наскоро ќе биде готов и ќе биде публициран. Една голема промоција се надевам ќе направиме и верувам дека кога луѓето ќе ги слушат ќе им биде многу полесно да ги разберат нештата кои што се духовни, кои што можеби не ги разбираат. Јас ги потикнувам сите да читаат Библија на еден чист начин, да си отворат кога се депримирани, да започнат преку Словото да растат во духовноста, бидејќи не треба да се оставаат во незнаење и да ги преокупираат турските серии, шпанските сапуници и различните други дрскости кои што ги манифестираат јавно во етер, бидејќи тоа им ја краде радоста од животот, се замараат со туги животи и судбини, учат погрешни размислувања кои што се делумно се и муслимански од тие серии. Верувам дека основните начала на духовност кои што даваат конечен мир и прогрес во животот, тоа е во љубовта, кое што многу чисто се манифестира преку Господ Исус Христос, односно единствено преку Него. Денес тука никаде би ти заблагодарила за гостувањето. Навистина има уште многу што да се зборува, меѓутоа времето ни е куса и секако ќе оставиме уште нешто да кажеме за следниот пат кога би биле повторно во едно вакво обкружување и за следното наше интервју. Јас ви благодарам за оваа покана, за можноста да можам да го споделам ова со вас и со гледачите на оваа телевизија. Би сакал да им кажам на сите дека без разлика на различностите што ги имаме меѓу нас, во нашето семејство, со нашите комши, пријатели, колеги, без разлика на нивната националност и вероисповед, ако ние љубовта Христова ја познаваме и ја имаме, ќе можеме тоа да го раздадеме на безусловен начин кон сите околу нас, а на таков начин ќе одадеме вистинска слава на Господ. Важно е да знаеме дека ако не сме вклучени во славењето на Бога, во тој живот со духовен мир кон Него, тогаш животот е празен и може да биде се прекрасно, може да биде модерно, може да се имаат високи марки на облека, на компјутери, на коли, мобилни, станови, 3-4 супер кариера. Меѓутоа, ако ја немате Христовата љубов, ништо немате. Ова е порака до сите, да ги замолам за нивно добро, за нивно спасение и за мир во светот и во Македонија. Навистина да поработат на своето христијанство, да поработат на своите молитви, да се молат не само за доброто на своите чеда, туку и за доброто на сите, дури и на нивните непријатели. Убава порака за крај. Јас искрено се надевам дека оваа порака ќе допре до сите до кои што беше намената. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Продолжуваме ние понатаму со програмата, она што следува се рекламите.